Добар ден, денеска 24 интервју со Андреа Серафимовски, Здружение за градежништво, Стопанска комора на Македонија. Добар ден, добро вечер. Добар ден, благодарам на поканата. Фокус малку ќе ни биде градежништвото, ама преку повеќе позиции. Секако ќе разговараме и за состојбата со недвижности, цените, и тоа е актуелно, во најава е ревизија на даночни решенија. Ке се зголемува годишната сума и тоа ќе го прокоментираме, но најпрво ова што беше актуелно со невремето и деновиве имаме најава од синоптичарите за невреме. Серафимовски, сум запишала, нема стандарди или има стандарди, а не ги почитувавме, не ги почитуваме. Што ни покажа невремето, неодамна што беше во Скопје, конкретно сцените со летање на цели делови од кровови и кровови по скопските булевари. Ако сакаме да заклучиме во една реченица, ќе заклучиме дека тоа е одраз на лошата примена на сето она што го викаме ние правна подлога или законска регулатива и уште повеќе лошата следливост на реализацијата. Ако мене ме прашате, ние имаме голема традиција во градежништвото и како земја и како компании, но имаме два проблеми кои се многу поголеми од таа регулатива, а тоа е примена на регулативата и контрола на примена на регулативата. Она што се случува на Скопје секојдневно, јас би го препишал, ако ме прашате во една реченица, а тоа е лошата примена и лошата контрола на сите оние што го применуваат законското решение. Иначе, ако некој во некоја земја постои регулатива и таа регулатива може би е повисока од онаа стандардна во другите земји, тоа се земјите од бивша Југославија кои се имале посебни регулативи, но денес имаме еден микс на регулативи, а тоа е МКС стандарди и ЕН стандарди, а не воведувајќи ги еврокодовите немаме единствен стандард по кој што може да се водиме, така да и инспекциите на кои што ги припишуваме главно лошите изведби и надзорите, може би се збунети во овој момент по што да контролираат и што да гледаат, така да јас би апелирал еврокодовите како стандарди да што побрзо ги примениме како држава, што полесно се прилагодиме на истите, со оглед на тоа дека нашата неприлагодливост ни ствара одлагање на примената, и засилени инспекцијски служби на терен, се со цел сите оние што работат спротивно на тие регулативи, што наоѓаат мани и ги забелешки во регулативите и ги искористуваат маните на регулативите, бидат санкционирани што побрзо и добиеме една правилна примена на сето она што сме го градали со години. Сега да ве замолам малку за прецизност во интерес на гледачите за овој тип на кодови и усогласување. Сакам да прецизираме. Ние имаме здрава и прилагодена европска регулатива кога зборуваме за стандарди во градење, или имаме недоречена или регулатива на која што се уште е потребно зајакнување и усогласување според европски стандарди. Ајде прво ова да го бидејќи велите дека тоа може да биде адут на контролните механизми, различно да ги читаат регулативите и протоколите за работа и од тука различно да постапуваат. Ние имаме МКС стандарди кои се важечки стандарди во републиката, но имаме проекти кои се финансирани од ЕБРД и од Светска банка и од други странски финансиери кои бараат ен норми, ен регулативи. Во тие случаи често се случува да имаме микс од регулативи, да имаме примена на наши регулативи, но потребите на проектите и проектите што ги добиваме да имаат во себе да содржат стандарди кои се по европската норма. Во моментов имаме таков еден микс, поготово на капиталните проекти, а еврокодовите се единствени стандарди, што ако ги примениме, се друго паѓа во втор план, значи не се применува, а се применуваат еврокодовите. Еврокодовите се нормативи и стандарди кои се применети во Европската унија, се работи по нив. Еве можеме да видиме дека Бехтел на пример тука на нашето подјаве работи по еврокодови. Ние сме спремни како држава еврокодовите да почнеме да ги применуваме, со оглед на тоа дека на факултет активно се изучуваат и тоа повеќе години наназад, значи студентите кои излегуваат на факултетите во последниве години се согласно евростандардите, еврокодовите може да работат, но нашата неприлагодливост и онаа комоција која имаат нашите стари проектанти, да кажеме, стари изведувачи во нешто што работеле со години, ни ствара одлагање на нешто ново што сигурно ќе биде подобро и сигурно ќе воспостави еден стандард за сите ист и еден стандард што сите ќе го знаеме, ќе го почитуваме и ќе работиме. А ќе бидеме и конкурентни на европските. Сега сакате вие да ми внимателно ве слушам. Еврокодовите имаме услови да ги примениме, а тие веројатно подразбираат
Поинакви стандарди за градење, за почитување, за надзор, за контрола и така натаму, кои треба да бидат, нели, кон безбеден објект воопшто. И сега имаме безбеден објект, но тогаш би имале стандарди со кои што би се вкопиле во европската норматива и би имале единствени стандарди. Нема потреба да работиме по МКС, па кај што треба да ги прилагодуваме на стандардите, што не викам дека е тоа причината сега за некој проблем, но нашите инспекцијски служби, нашите надзорни служби, верувајте дека кога ќе почне да се применуваат еврокодите, ќе имаат единствен начин на контрола и примена на стандардите. Добро, Серафимовски, кому му одговара да имаме амбиент да ги примениме, да ги практицираме, а не ни се случува тоа. Кому му одговара во општеството ние да не ги применуваме овие европски стандарди? А можеме, при тоа можеме. Значи, прво, мислам дека нашите стандарди, МКС стандардите се стандарди кои се доволни повеќе од тоа, за да имаме една сигурна градба. Второ, годините наназад, 30 на година, нашите проектанти, изведувачи, надзори работат по тие стандарди. Верувајте дека таа комоција за да ја нарушите потребно е голем чекор и тој чекор некако се одвога во име на инженерите кои повеќе дел од нив, она постара генерација на инженери, не сака да навлезе бас у нешто ново, да почне да применува, поготово после толку години работа, но исто така можеме да кажеме дека со примена на еврокодите, верувајте дека при проектирањето можеби ќе се поскапи за некој процент градбата, затоа што имаат построги регулативи. Така да јас мислам дека повеќе не е дојден момент да ги примениме од аспектот инженерско барање. Имаше повеќе иницијативи минатата година и предминатата година и преку комората и преку факултетот имавме и пресконференции во кои што баравме што побрзо да се примени, да се применат и да се стават во примена еврокодовите, но можам да заклучам со еврокодовите дека би имале една норматива која што би била европска, која што сите би се насочиле, би имале единствена регулатива, но верувајте дека моменталниот проблем не е дали се применет еврокодовите или користиме или одиме по нашите стандарди, него нивната примена и контрола е поголем проблем за она што ни се случи. Знаете што, малку со леснотија го правиме муабетов за невремето, бидејќи регистриравме стотина штетени возила, скршени гранки и по некој летнат кров, и кога ги видовме снимките како летат тие огромни делови од кровови, имаме вистинска среќа како нација што немаме жртва. Точно. Во тој случај не да Боже да имавме, муабетот ќе одеше во сосема нели друга насока и ќе се бара по други инстанции на одговорност. Сакам да кажам дека имаме среќа што немаме жртви. Но видовме како личат тие апокалиптични сцени. И сега каде зател системот, велите и нашата регулатива е доволна, гарантира безбедност, се разбира и постојано ја менуваме за се засилат стандардите, протоколите за работа и сето тоа, но големи беа реакциите бидејќи летаа кровови од ново изградени згради каде што квадратен метар чини 2000 евра. Точно. Каде е вината? Точно, Тоа се стандарди, изговориме. По стандарди може да летне така кров со брзинаите, голема нели на ветер, големо не време, но може така да одлета кров. Значи, иако сум председател на Сдружение за градежници, би требало по дефолт да ги бранам градежниците, знаете дека при секое мое јавно излагање, градежништвото како област го гледам и ние се трудиме во Сдруженијето не да браниме одредена група која учествува при градбата, тоа се компаниите, него ние нашата примерна цел е изградба на подобар амбиент за градежништвото, развој. Така да во моментов, освен примената, она што го говорев претходно, многу битно е, по мене, и како градиме. Еве ќе ви кажем еден пример. Например, за да изградите вие зграда за домување во Скопје, а и секаде во Македонија, треба зградата влегува во Б категорија на објекти. Б категорија на објекти се објекти во кои што приватните инвеститори сами си го бираат надзорот и сами си го бираат проектантот, ја градат зградата со тоа што за технички прием да се пушти зградата, надзорот доволно да достави еден завршен извештај до општина. Мислам дека тука е главната грешка сите овие години што ја правиме и што не ја коригираме. Ние, например, имаме категорија, А категорија на објект, тоа е некоја деловна зграда, да речеме, не знам, некоја владина зграда што сме ја граделе, не знам, дали е тоа јавна администрација, дали е зградата на АЕК, дали е Уставен суд. Добро. Тамо распишуваме јавна набавка за проектант, јавна набавка за изведувач, јавна набавка за надзор. Значи, мора да бидат одделени, си има посебни правила, значи одделени правни субјекти и сите имаат своја улога при градбата.
Сега не е помалку битна зградата кај што живеат луѓето од зградата во која што работат. И што побрзо ние реагираме во тоа Б категорија згради, поготово згради за домување, пошто верувајте не може никој да ми убеди дека зградата кај што работат уставните суди, тоа е уставен суд или јавна администрација, треба да биде побезбедна од зградата кај што живеат тие исти имаме луѓе. примери згради од проектот Скопје 2014 и градски згради во прокисна, постојано информираме и со невремето. Не, се случува тоа сегде, не е само кај нас се случува, но опасност по живот да направи зграда од невреме, тоа е веќе алармантно. Да прокисне да има некаква штета, тоа секаде се случува во светот и не можеме тоа да го избегнеме. Значи сите си имаат права и одговорности при изградбата и треба да се санкционира секој како гради и што гради, но верувајте дека за да имаме посигурна градба, да имаме почиста градба и да имаме градба кај што градежниците ќе ги градат зградите, а не инвеститорите, мораме по мене да интервенираме во три аспекти. Првиот аспект е инспекцијски служби, вториот аспект е тие истите, освен инспекција и применливост на закон да следат, и трета инстанција веќе мораме да се договориме меѓу нас дека зграда за живење на граѓаните мора да биде објект со највисоки стандарди и безбедност. И не може како до сега, апелирам да се разгледа ова барање од општините и апелирам да општината има свој удел контрола при градбата на зградите. Затоа што сега ви кажав, доколку вие сте градител на зграда, еве во централно градско подрачје, проектантот вие го избирате и надзорот вие го избирате како инвеститор. Добро. Така да имаме многу голем судирни интереси, тој судирни интереси мислам доведе до голема леснотија при изградба на изведувачите и инвеститорите, а продукт на се е она што го гледаме поготово во централното јадско подрачје. Имаме ли безбедни стамбени единици за домување? Масовно знаеме дека се гради, имаше некоја статистика дека намалени се бројот на станови, не знам на квартално или на годишно ниво, но сепак се гради. Дали зборуваме за безбедни згради изградени по стандарди кај нас? Видете, ние имаме стандарди кои се важечки. По тие стандарди мора секој изведувач да работи, јас се надевам дека работи. Ние имаме надзор како контрола за применливост на тие стандарди. Имаме контрола од страна на ИЗИС и во тек на проектирање и во тек на изведба, значи многу контролирано градителство имаме, но дали тоа се прави така или не се прави, институциите треба да проверат и доколку не провериле, ќе имаме се повеќе и повеќе случаи во иднина. А јас се надевам дека она што е изградено е согласно важечките стандарди. Во моментов каква е состојбата понуда побарувачка на пазар на недвижности, постојано читаме наслови, поставен беше 3000 евра за метар квадратен стан. Значи растечкиот тренд и натака важи, иако имавме некоја стабилизација согласно статистиките што ги продуцираше Народната банка на државата. Во првиот квартал имавме некоја стагнација, раст од 0,1%, но во вториот квартал имавме повторно раст, така да растечкиот тренд на цени на станови продолжува, но гледаме се поголема понуда, а се помала побарувачка од ден во ден. Ако се споредиме до пред 2 години, ќе видиме дека многу од огласите кои се даваат за продажба стојат подолго време, значи паѓа куповната моќ, паѓа побарувачката. И исто така ако видиме коефициенти согласно статистика, тоа колку се гради во високоградба, се гради 40% помалку него минатата година, ќе сватиме дека се поголема е понудата сега од побарувачката. И се надевам ја дека до крај на година ќе имаме некој израмнување, а со тоа ќе доведеме и до стабилизација на цена. Спомнавте помала куповна моќ, ќе ги анализирате факторите, ајде еден по еден, зошто побарувачката е намалена поради кризни времења, бидејќи вообичаено се вели кога има кризно време се инвестира нели една од инвестициите се недвижностите, таму луѓето ги вложуваат парите. Еве, ова се веќе кризни времења, нели, траат воопшто и геополитички и дома, но видите сепак побарувачката е намалена. Што се должи тоа? Ценам дека куповната моќ почнува да опаѓа, значи ние имаме ограничена куповна моќ и ние тоа го кажавме дека цената на становите ќе ја диктира и тоа колку ќе трае оваа куповна моќ на нашето население. За да се намали куповната моќ имавме интервенција од Народната банка, имавме правила и прописи кои ги отежнаа купувањето на станови, поготово на втори и трети станови, и гледаме дека од ден во ден поскапуваат каматите на кредитите. Например, ние го следиме трендот во Европа, тамо заради зголемување на каматите на кредитите има огромен пат на побарувачката, но можеме да констатираме дека цените остануваат исти.
Кај нас дали ќе се случи тоа и дали ќе имаме ние гап некој како што е сега во Европската унија, тоа останува да видиме, затоа што тамо сепак инвеститорите се инвеститори кои се со подстабилно портфолио, кај нас имаме инвеститори кои и поголем дел од инвестицијата го темелат само на банкови кредити и рамки за изградба, така да многу интересно ќе биде при тоа изремнување на понудата и поборувачката и при ограничување на куповната моќ на граѓаните од различни причини, да видиме што ќе се случи, дали ќе остане тој тренд како и во Европа становите да држат некоја константа или ќе се стабилизираат на некоја цена што е многу помалку. Мислите дека не се реални цените на становите во моментов? Кажав 3000 евра квадратен метар, подземна гаража 10.000 евра, гаражно место. Има и 25.000 евра гаражно место у центар. Од локацијата, зависно. Реални се цените кои важат на пазарот, тоа е пазарна економија, секоја цена што сака некој да ја плати и може да ја плати, таа е пазарна во моментов. Така да јас верувам дека овие цени народот сака да ги плати и ги плаќа. Што ќе добие, тоа ќе видиме за некои десетина години. Ја и во едно претходно мој интервју тврдев и сега тврдам дека половина од тие што ги преплатиле становите и што купиле по овие станови за десетина години ќе утврдат дека ги преплатиле и нивните станови ќе многу помалку ќе вредат него кога ги купиле. Али тоа станува да видиме, тоа е моја прогноза и моја уверување. Цената во моментов што се диктира е резултат и одраз на зголемена побарувачка, што беше досега еден наплив, имавме миграција од село во град, од помали градови во Скопје, па се напомпа таа цена, или бе одраз на реално зголемување на трошоците за работа, за работна сила, нели, материјали за работа од увоз и така натаму. Што ја структурира така високата цена за градба? За жал, повеќе фактори влијаја во исто време. Значи, имавме реални фактори кои секаде се случува, а тоа беше пораст на трошок за работна рака, огромна пораст на трошок за материјали, имаме ни материјали кои во рок од 3 години поскапа и на 100%, значи ние имаме податок во нашето здружение, пошто ги следевме материјалите за изградби на згради, имавме податок дека над 80% за 3 години поскапеле над 80% од цената. Имавме поскапување на комуналните услуги, така да имавме поскапување на побарување поголеми на собствениците на земјишта. Тоа беа сите реални трошоци кои се случува и кај нас, но во околината. Ако на тоа додадеме и дека нашиот народ немајќи кај да инвестира, пошто ние сме земја со ограничени можности, и најлесно му беше да инвестира во недвижнини, сите оние пари кои ги има зашто да почнат да ги инвестираат во недвижнини. Фактот зашто да инвестирате во недвижнини беше стан што чини во 2018 1000 евра, сега чини 1800 евра. Но на тоа да не го заборавиме фактот, огромното време потрошено во мораториум, поготово на рејон на општина Центар, и општина Карпуш. Верувајте дека цените на станови во Македонија ги диктира цената на стан во општина Центар. Да не беше тој мораториум, ја ви гарантирам дека 20% ќе беа подоле цените него сега. Каква е состојбата со градење на станови, инвеститори на ниво на територија на Македонија? Веројатно имате некој, каков е трендот? Во овој период, бидејќи се говори, има некои неофицијални информации, дека има одреден застој во издавање на дозволи на локално ниво за градење на станови, за инвестирање од физички и од приватни лица. Имате некои такви сознанија? Немаме таков податок, ние имаме анализи и статистики кои ги водиме, а тоа е дека Пелогонискиот регион исто води во издавање на одобрение и во градби, освен Скопскиот, Пелогонискиот е многу развиен, и регионот на југо-источна Македонија, додека имаме голем пат на северот, Куманово, Ранковце, Паланка. Така да, у принцип, трендот на Скопје го следи, Битола го следи, Прилеп го следи, Охрид, и тој тренд не се намалил во моментов. Тоа за неиздавање на одредени дозволи, тоа таков тренд не ни е познат, така да, она што е по статистика укажува на фактите кои ги говорим. Градежниот сектор требаше и се уште веројатно е една од важните карики кога зборуваме за пари од унгарски кредит на локално ниво. Кога се одобруваат тие пари, овде во студиото можеби вие бевте дел од тие дебати, имаше теза дека ќе има пари, ќе има проекти, ама ќе нема доволно градежни фирми за да може да сработат сето тоа одеднашка, нели на терен, целата градежна машинерија. Сега прашувам, веќе втора која година газиме, трета година од унгарскиот кредит. Веќе имате ли некоја анализа каков беше уделот, колачот од тие јавни пари за градежниот сектор, ангажманот на компаниите на локално ниво?
на проектите? Значи, од парите кои беа распределени како инвестиции, а беа по заеми со унгарскиот кредит, можеме да констатираме следно. Прво, дека општините влегува во проектот неспремни. Значи, иако беше на владата одличен проектот како тоа се да функционира, општините доставија проекти кои беа тешко изводливи, дури неизводливи, проекти со доста големи аномалии, проекти сработени на некое локално ниво, без да се мисли за поголемата слика. Второ, имаме огромни проблеми во администрирање на тие проекти. Имаме општини, например, како општини помали до 10-20 илјади жители, кои требаше да реализираат проекти, а нема еден инженер во своите редови да тие ги реализираат. И трето, као констатација од унгарски кредит можеме да кажеме дека малите локални фирми, значи најголем дел од колачот го зема и они просперираа на локално ниво. Тоа во кој обем, во која општина колку се градело, тоа немаме анализа и точно колку е потрошено, но имаме увид во тоа дека во општините интензивно се гради на рехабилитација на овие патишта. Тие согласно проектите кои ги има доставено, обемот кој го доставија беше толку колку што они беа мокни, така да уште еднаш ќе кажам, немокта на општините да изреализираат проекти, да достават готови и да ги администрираат, можеби беше клучен фактор да имаме некоја намалена реализација. Доколку беше тоа се во ред, можеби ќе зборевме за тоа дали имаат компаниите капацитет или нема, но во моментов ценам дека нема проект на кој што се наплатени пенали, нема проект кој што е со длабоко каснење, поготово од унгарските пари, но едноставно видовме дека сите карики за да изградите еден пат треба да бидат поклопени, треба да бидат спремни, без разлика дали се на локално или генерално, дали се на локално ниво или на централно ниво, така да тие три факти јас би ги издвоил од инвестициите со унгарските кредити. Ангажман на нашите поголеми компании на овие клучни проекти инфраструктурни, Бехтеленка, Кичево, еве сега најново Блаце, трасата треба да почне. Значи, после подолго време можеме да потврдиме и гледаме и увидуваме дека владата се труди на македонските компании да им го даде главниот дел од колачот и сме многу благодарни заради тоа, затоа што по нас многу едноставна беше логиката зашто македонските фирми да работат, да бидат главни изведувачи и тоа не можевме некако да го докажеме изминатите 10 години. Некој сега гледаме дека некој се убеди во нашите мислења, не дека ние го убедивме, туку дека едноставно тоа е стратегија на државата и кохезијата наша, значи и соработката со Министерството и со водата никогаш не била поблиска, затоа што ние имаме и координативни состаноци после подолго време, ги имаше во времето на Скопје 2014, сега ги имаме помеѓу комора и влада. Имаме една огромна желба и огромен ангажман на владата, значи кај нас на највисоко ниво во Сдруженијето во текот на 2 години 2 состанока имавме и со премиерот и со вице-премиерот и министер за транспорт и со другите служби и други министри во владата и гледаме еден огромен ангажман, една огромна желба да ние заеднички ги сработиме капиталните проекти. Блаце е пример за тоа, Блаце после подолго време еден конзорциум предводен од македонска компанија. Ќе биде главни изведувач на еден огромен проект од над 200 милиони евра, но гледаме дека и во другите јавни набавки кои се во тек, а тоа се во тек за надзори на капиталните, за изведба на капиталните проекти, гледаме дека македонските компании се борат и имаат шанси да добиваат поддршка. Што се однесува до проектот Бехтеленка не би го анализирал, пошто ние не сме вклучени. Не сме вклучени, нити македонски поголеми компании се вклучени, а за Кичево Охрид, ја мислам дека ќе биде огромна радост до година кога ќе го пуштиме цел и ќе се вози цел и сметам дека таа година више треба да завршиме со изградба на тој автопат. За вложување во инфраструктура ние зборуваме за огромни суми, за милиарди евра во најава се преку британски, преку унгарски кредити и така натаму. Тоа покажува дека владата и во овој случај државата ќе биде најголемите работодавачи на домашниот бизнес преку тие тендери. Колку ќе биде важно државата и своите обврски кон компаниите навреме да ги сервисира. Повторно има информации, доцање поврат на ДДВ, сервисирање и уплати, исплати на државата по основ на завршени договори. Има информации дека на локално ниво чекаат фирми пари, државата се уште не ги исплатила и не го завршила својот дел. На потенцира во овој случај зборуваме за огромни суми кои ќе бидат важни или за ликвидноста на секторот. Под тука колку очекувате дека и државата
дисциплинирано и навреме ќе се ги извршува своите обврски кон вас компаниите. Па видете, овие проекти што се капитални, тие се претежно финансирани од Светска банка, Европска банка за обнова и развој и се некои гранти. Тие пари се обезбедени, тука државата нема друг избор освен парите од сметка да ги плати. Сега, видете, Серафимовски, сега ние имаме ситуација кога за Кичево во најава е кредит од деловни банки дека ќе зима државата. Бехте линк исто така, иако вие не сте вклучени, но кажувам. Значи за Кичево да, значи има проблем при исплатата, но проблемот повеќе од аспект на доцнење на главниот изведувач код подизведувачите, но ви велам уште еднаш, значи капиталните проекти кај нас се финансирани од странски банки, претежно и тука немаме проблем. За БКТЛНК не знам, значи не сум упатен пошто ние немаме вклученост нит како градежна компанија, ни како здружение и не сум информиран, но тамо се државни пари, тамо се пари од буџетот и сигурно ќе биде една голема тешкотија доколку не се обезбедени да се обезбедат, а за сите други проекти мислам дека нема да имаме проблем затоа што и ние сега во овој момент кај што позаимуваме пари од МЕПСО од МНАФ, гледаме дека сите оние пари што треба да се исплатат од буџетот се исплаќаат побрзо него парите што треба да се исплатат од кинескиот кредит. Така да немаме големи забелешки по однос на локалните на парите од унгарскиот кредит, значи велам уште мислам дека администрирањето и доаѓањето до исплата е поголем проблем, ама јас немам реално страв поготово кога се парите обезбедени од странски инвеститори дека ќе имаме некој поголем проблем. Поголем проблем би очекувале она што ќе се финансира од буџетот, а тука да не забораваме и финансирањето на БКТЛНК. Да, па токму тоа прашувам финансирањето и елементирањето од буџетските средства, не од грантови и од странски кредити, тие се пари со динамика и условени и така натаму. Капиталните се претежно странски инвестиции. Моето прашање беше конкретно колку ќе биде важно државата дисциплинирано да си ги подмирува врските кон приватниот сектор. Од исплатата се ќе зависи, од исплатата зависи прогресот, од исплатата зависи крајниот рок, од исплатата зависи кондициите на компаниите, така да секако дека на времената исплата ќе биде услов побрзо и поефикасно да ги завршиме патиштата. Андреа Серафимовски, Здружение на градежништво, Стопанска комора на Македонија, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тука завршува 24 интервју од мене, пријатно.